Bela sol, тој crvena pipер, zajedno sme tur litava, laj, 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 laj. Главниот град се буди во еден миг, не полека, туку итро и брзо. Пазарите први ги зафаќа животот. Зеленчук, овошје, млечни производи од секаде низ Македонија, зачини, масла и мед, храна во илјадници бои и вкусови го преплавува градот. Луѓето се движат како мравки, нема богати и сиромашни, на пазарот се мери само она што се купува, она што се проба. А тука има многу да се проба. И се е свежо, сега утрово набрано. Зимно време некаде под топлите пластеници, а од април до октомври се вирее на отворено. Дождот го мие и му дава живот, а земјата вкусот. Кој пробал од македонскиот зеленчук, го помни за цел живот. Храната ги крепи, им дава сила да го совладуваат денот. Таа ги обединува. Кругот на животот е целосен тука. Тој се движи со секој домат, со секоја краставица, маслинка или зелена салата. Храната е душата на овој народ. Таа зборува секојдневно низ јадењата кои се пренесувале со векови од колено на колено. Секој со свој ритуал. Се движат во разни насоки, се испреплетуваат со своите животи и повторно се разделуваат да се вратат во своите домови и повторно така секое ново утро. Оваа теска, како да е од секогаш тука, таа наликува на многу тески, на многу пазари ширум земјата. На неа пазарат сите што сакаат свеж и здрав емиш и зарзават. Таа е простор на зближување. Тука нема покорен поглед, тука има само обичен човечки контакт. Една сочна праска, едно тетовско јаболко со блага нишка, една модра слива, една банана како основа, шекер, еден портокал свеж, преполн со сок и свежина и една крушка блага како мед, едно киви за уште повеќе свежина. Малку црвен шекер, малку багремов мед. И што добиваш? Добиваш многу вкусови на едно место, совршено складени. Добиваш се. И така Ден Боровски почна да ја запознава Македонија. Тој знаеше се за урбаната култура, за семејствата што живеат во високите згради и јадат брза храна, колбаси и помфрит, се има на интернет. Но она што го нема на интернет е планината, природата. Луѓето таму некаде далеку во забитта, со својот живот, со својата традиција, со своите навики. Лесно е да најдеш македонско семејство во центарот на Скопје. Тие се исти како секое европско семејство. Но да ги најдеш баба Стана и дедо Веле и нивниот зет Венцо некаде помеѓу Скопје и Велес во централна Македонија, тоа за еден европеец не е баш лесно, посебно ако те стегне стомакот некаде покрај патот во планината.